Добар ден, ова е термин за пладневните вести на Канал Плюс. Еве што подготвивме за овој 20 ноември. Македонски шуми ги испорачува дрвата за огрев до општините. Дистрибуцијата до домовите на граѓаните ќе се врши со помош на јавните комунални предпријатија. На Македонија и треба твојата идеја. ВМРО ДПМН ги кани граѓаните да достават предлози кои би биле дел од партиската програма до 2020 година. Во Штип, штанд за граѓански идеи, денес има на градскиот пазар. Денес во Карбинци се одржува државен надпревар во управување со трактор. Вештините ќе ги одмерат трактористи од цела држава во 4 категории. Проблемот со снабдување со огревни дрва деновиве целосно ќе биде надминат. Јавното предпријатие Македонски шуми денес ги доставува порачаните количини во градовите на истокот, а за побрза дистрибуција до домовите, со механизација и работна сила ќе се ангажираат јавните комунални предпријатија. Се работи интензивно, вклучени са сите институции под раководство на Македонски шуми на национално ниво и на локално ниво. И можам да кажам дека дрвата и дрвните асортименти за граѓаните на Штип веќе се обезбедени. Во целиот процес на наша соработка, интензивно работење на терен, ќе биде вклучена и општина Штип преку комуналното предпријатие ИСАР и ќе со нивна помош ќе ја вршиме дистрибуцијата. Морам да истакнам дека за да го надминеме овој проблем, во Штип ќе се слеваат дрва од сите градови во Република Македонија. Можам да ги споменам Берово, Пехчево, Виница, Демир, Хисар, Велес. Така да веќе 90% од дрвната маса е обезбедена, е веќе на пат во Штип и ни останува само една техничка подробност заедно со комуналното предпријатие да ги дистрибутираме дрвата и дрвните сортименти до нивните домови и да ја започнеме грејната сезона заедно со нив. Министерот за здравство Никола Тодоров најави дека од почетокот на 2016 година трудниците во државата ќе имаат право на бесплатни гинеколошки прегледи со цел на времено откривање и елиминирање на здравствени проблеми во бременоста. Од идната година трудниците во Македонија ќе добиваат бесплатни прегледи во текот на целата бременост. Бесплатни ќе бидат сите потребни прегледи за секоја бремена жена. Ова го соопшти министерот за здравство Никола Тодоров, кој воедно истакна дека мерката има за цел рано и навремено откривање на проблеми во бременоста и навремена реакција, како и подигнување на свеста кај бремените жени за редовни прегледи. Сите гинеколошки прегледи, микробиолошки прегледи, биохемиски анализи, вклучувајќи го и породувањето, да бидат бесплатни и да чинат 0 денари. Односно, комплетно бесплатно да бидат породувањето на секоја бремена жена и сите прегледи до породувањето, која што е државјанин на Република Македонија, без разлика дали е здравствено осигурена или не е здравствено осигурена. До сега вкупната партиципација во просек за секоја бремена жена изнесуваше 1600 денари во текот на целиот период на бременоста. Според податоците од Заводот за мајки и деца во 2014 година од 23.500 бремени жени, само 15.194 се јавиле кај матичен гинеколог, од кои 7.622 тоа го сториле во првите 3 месеци од бременоста. Тодоров изјави дека во Министерството е формиран комитет за безбедно мајчинство кој продолжил со низа мерки со цел да се намали доеничката смртност и да се следи примерот на развиените земји. Сакам да потенцирам дека стапката на доеничка смртност во Македонија се намалува, а не се зголемува. Стапката на доеничка смртност во Македонија во 2004 година изнесуваше 13,2 промили, додека во 2014 година, последната година кога ги имаме анализирано податоците, оваа стапка изнесува 9,9 промили. Во соработка со Комитетот за безбедно мајчинство поставивме таргет кој што денеска сакаме да го презентираме на македонската јавност, а тоа е до 2020 година да се намали смртноста за 1/3, односно на максимум 6,5 промили.
Една од тие мерки се однесува на тоа дека гинеколози од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и специјалната болница за гинекологија и акушерство Мајка Тереза еднаш неделно ќе работат во гинеколошките амбуланти во здравствените домови во градовите во Македонија. Започна кампањата на Македонија и треба твојата идеја, со која владеачката ВМРО ДПМН ја креира партиската програма за период од 2016 до 2020 година. Идеи и предлози од сите граѓани се добредојдени. За таа цел, на фреквентните локации во градовите и сите населени места поставени се пунктови. Денес ваков пункт за идеи има на градскиот пазар во Штип. Како и многу пати досега, продолжуваме со континуитетот на собирање на идеи од граѓаните. Голем дел од реализираните проекти се всушност идеи кои што биле дадени од страна на граѓаните. Од таа причина ги повикуваме сите граѓани. На нас ни се потребни и земјоделците, и трговците, и пензионерите, и спортистите, и уметниците, и бизнисмените, и сите граѓани на нашиот град да дадат своји идеи за подобрување на квалитетот на живот во нашиот град и за реализација на проекти кои што ќе значат многу за нашиот град. Од утре почнуваат со работа 4 тима кои што ќе ги посетат сите градови и села во Република Македонија, кои што ќе соберат голем број на идеи и најдобрите идеи и оние што реално може да бидат реализирани ќе бидат вметнати во програмата на ВМРО ДПМН, бидејќи на тој начин функционираме изминатите години, гледаме дека граѓаните ја даваат довербата и продолжуваме со истото темпо до наредната победа во април 2016 година. Виничкото јавно предпријатие Солидарност е меѓу трите предпријатија во Македонија кои се вклучени во проект на Германската асоциација за техничка помош, со кој ќе се менаџираат загубите на вода од системот. Загубите на вода од водоводната мрежа се уште се секојдневие кое чекор по чекор се и надминува. Најголемите зафати во редуцирањето на загубите се направени со реконструкцијата на водоводната мрежа во Виница и отстранување на цевките старии по 5 децении. Ако до 2009 година загубите беа и над 40%, со последната реконструкција на мрежата во должина од 4 км се намалени за 37%. Меѓутоа, сите напори на комуналното предпријатие Солидарност се насочени кон детекција на слабите точки и на времена реакција со отстранување на дефектите. Друг проект кој што допринесе кон загубите на вода е изградбата или монтажата, да кажеме, на 5 водоводни шахти на главната улица Маршал Тито Виница. Тоа повеќе пати го имам кажано дека сега со поставувањето на тие нови вентили, кога ќе имаме појава на некој дефект, ако во минатото се стопираше целиот потисен цевковод по должина на улица Маршал Тито од последната стамбена зграда до градскиот пазар, сега со помош на тие вентили, значи многу помала зона ќе биде исклучена од водоводната мрежа додека се врши санацијата на дефектот. Како трета кажам, причина или опција за намалувањето на загубите се разбира е поставувањето на сонди, така наречени сонди, со кои преку GPS јавуваат за нивото на водата во резервоарите. Во заштедата на најголемиот природен ресурс се вклучи и Германската асоциација за техничка помош која во Македонија ќе обучува и финансира 3 општини, поточно јавни предпријатија меѓу кои и Виничкото. Втора фаза од овој проект, другите две општини кои што се во случајот на Република Македонија се Виница и Гевгелија, значи комуналните предпријатија, ќе добијат исто така одредена сума на пари со цел намалување на загубите. Таа сума на пари ќе биде помала од она кој што ќе ја добие КЕП Водовод Кочани. Негде сумата ќе биде отприлика 17-18 000 евра, се разбира со наше собствено учество. И тие пари ние ќе ги пренаменеме во набавка на соодветна опрема, исто така за да се намалат загубите на вода. Обуката за вработените во Солидарност е веќе започната, ќе следуваат и регионални конференции на кои ќе бидат презентирани првите резултати од терените. Со овој проект и со новата реконструкција на водоводната мрежа исто во должина од 4 км, Виница очекува загубата да ја сведе на еден оптимален минимум кој ќе му донесе и заштеди на предпријатието. Државен надпревар на трактористи предмалку започна во Карбинци. Учествуваат најдобрите орачи од надпреварите одржани на општинско ниво. Представници од Сдруженијето на средните земјоделски училишта во Македонија и трактористи од неколку земјоделски стопанства, кои ќе се надпреваруваат во 4 категории.
Надпреварот во Карбинци е под покровителство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Откако исламската држава завчера погуби двајца заложници, еден кинес и еден норвежанец, пристигна реакција од Кина. Кина ќе им се придружи на Русија и Франција во спроведувањето воени напади врз терористите на исламската држава. Кинескиот председател Кси Јинпинг ја осуди екзекуцијата на кинескиот државјанин и кажа дека сторителите секако ќе одговараат за овој варварски чин. Москва и Париз со денови спроведуваат воздушни напади врз исламска држава. Поради терористичките напади во Париз, Франција од министрите на Европската Унија ќе побара итна внатрешна контрола на границите и привремена суспензија на Шенгенскиот договор. Тоа не значи повторно воведување на визи, но доколку биде прифатено ова барање на французите, во иднина ќе се спроведуваат чести и ригорозни контроли и идентификација на оние што влегуваат во Европа, што излегуваат од неа, но и на оние што се движат во границите на Унијата. Француските власти уверуваат дека на тој начин би можеле да се спречат терористите. Групата што ги извела нападите во Париз непречено се движела низ Белгија и Франција. Освен границите во план е построга контрола на авионскиот, бродскиот и железничкиот сообраќај. Температурите во Сиднеј го надминаа 40 степен. Најголемиот австралиски град го забележа 3-дневниот најтопол бран во последните 79 години, објави метеоролошката агенција на Австралија. Во Сиднеј вчера во попладневните часови били измерени 42,8 степени Целзиусови, а во некои градови во внатрешноста на земјата живата во термометрите се искачила до 44 степен. Поради високите температури во земјата е прогласена зголемена опасност од пожари. До 2030 година бројот на пеколни денови би можел да порасне за 10, а до 2070 година и за 33, сметаат метеоролозите. По пауза од 2 недели овој викенд ќе се одигра 15-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Штипска Брегалница како домакин на стадионот во Гочени ќе пречека последната екипа на табелата Металург Скопје. Во моментот Брегалница е на 7-та позиција со 13 бода, која на овој дуел очекува победа. Во останатите надпревари ќе се сретнат екипите на работнички Шкупи, Ренова Шкендија, Силекс, Царев Двор и Турново Вардар. Овој викенд младинките на ракометниот клуб Делчево намегдан со екипата на ЖРК Вардар, моментално второпласирана екипа на табелата, екипа која би требало да ја наполни салата при средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Гледачите би требало да очекуваат еден возбудлив надпревар во кој гостинките ќе се намачат да ги одземат бодовите на делчевчанки, додека делчевчанки ќе бараат шанса за што повисок пласман на табелата во рамки на есенскиот дел од првенството. Надпреварот се игра во недела од 11 часот, а потоа клубот заминува на организирано патување за Скопје, каде ракометарите од Делчево ќе го следат надпреварот од Лигата на шампиони помеѓу екипите на ракометните клубови Вардар и Барселона. До крајот на есенскиот дел остануваат уште 7-то коло во женска и во машката лига, додека во пионерската лига надпреварите завршија. Нашите екипи, моментално пионерската екипа се наоѓа на 3-то место, кадетската машка екипа се наоѓа на 4-то, на делба на 4-то место, додека нашата младинска екипа моментално е на 6-та позиција. Овој викенд исто така нашиот клуб ќе учествува, ќе патуваме за Скопје, каде ќе огледаме надпреварот од Лигата на шампиони помеѓу екипите на РК Вардар и РК Барселона. Инаку, освен младинките, овој викенд свој надпревар требаше да одиграат и кадетите кои што имаа гостување во Кавадарци, но на барање на раководството на ракометниот клуб Тиквеш, надпреварот е одложен за следниот викенд. Ова е се во Пладневните вести. Останете со нашата програма и за сите денешни актуелности гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!